Професорке, што би му одговориле на тој професорски тим? Дали имаме право на континуитет на името? На државата и на идентитетот? Ако некој народ, ако некоја држава, ако некое царство, ако некоја империја го има правото да се вика така како што е, тоа е македонската. Се што постои во светот на било кој начин има допир до македонското. Не станува само прашање на името. Повеќе од 3.500 години го гледаме запишано на стели и на камења, како пишуваат во каменото Розета, тврд запис на камен, исклесани зборови, пораки, писма, сето тоа на македонски јазик. На македонски јазик и за македонскиот живот, за македонските борби, авантури и царства пишувал и Хомер, пишувале безброј македонски филозофи, македонски историчари, опишувале за начинот на живењето на македонците и македонците насекаде каде што стапнувале, иделе со свој поглед на животот, со свој обичаи, со своја музика, со свој градби. Зашто? Секој од македонските кралеви имал свој тајфи во престолнините. Во Дион, во Еге, во Пела, во ако земиме во Хераклеја, каде да се осврниме, ние ќе видиме комплетно создадени училишта, лицеуми, гимназиуми, тоа за образование на фалангата на народот. Македонците се најписмениот народ во светот, а тоа најдобро може и да ни го објасни, и го објаснува Васил Илјов, барајќи уназад 10 и повеќе илјади години напишано името на Македонија. Тој е еден долг камен пред владата, од надвор каде што стоат македонските статуи, напишано е Македонија. Македонија како континуитет никогаш не го променила своето име. Сите други држави настанале од Македонија. Не зборувам само на тие што се во наше окружување, Албанија, па и самата Грција. Грција не била држава, не бил народ, тоа биле пирати, тоа биле ослободени робови, криминалци, кои што собрани како мафија иделе и ги ограбувале македонските престолнини, македонските палати, македонското богатство. И така удружени наврегле во македонскиот град Атина. Анта од антите, мајката, тоа е Атина, македонска богиња, нека се прават они што сакаат, али успеале тука да направат едно осино гнездо од кај што се фрлале на сите страни кај што има македонци. Во историјата викаат, грците направија колонизација. Како не колонизација, со што? Со флотата. Грците немале полина, немале жито, немале дрва, немале руди, немале ништо. Ги викаат Грција, тие се атињани. Тоа е едно мало градче како село во кое што имало многу строг режим на наталитетот. Секое дете иде пред сенатот и прашуваат дали заслужува да живеа слабо и го фрлат доле. Немале вода. Аристотел вели за цела Атина само еден бунар имало. Немале храна, не произведувале и немале каде. Ги викале солени, рибари, во песокта, во стените. А Македонија, богата со се. Од Македонија тие ги правеле бродовите, во Македонија растеле дрва за веслање, во Македонија бил катранот од боровите, кој што ги лепел тие дрва за бродови и се останало. Така да, ние што да доприме одма до Македонија и до македонско ке дојдеме. И тоа е нашето право. И никој не може ниту да ни го смени, ниту да пораша, па ни самиот народ нема право да го менува името Македонија. А камоли една личност, еден човек или еден преговарач. Кој е тој преговарач, која е таа личност што на толкав народ со толкава историја ќе му наметне име? Друго, освен Македонија.